Добри ден во студио за мојот гостин, Александар Михайловски. Вие сте еден од реформаторите на ВМРО ДПМН. Не сте лидер, но сте истурена фигура како реформатор. Благодарам за поканата и поздрав до гледачите. Добро. Вчера имаше прослава, еден вид прослава на реформаторите. Прослава всушност на празникот на ВМРО ДПМН. Не беше некоја конвенција така. Вие ги слушате ли од гласите во јавноста дека тој празник на ВМРО ДПМН сепак треба да се укине? Па, ние не согласуваме со тоа, бидејќи ние сме ВМРО-вци. За нас тој ден е вториот велик ден. Добро. Тој е денот кога е формирана организацијата. Организацијата која се борела за слобода и правда, за слободна Македонија. И ние мора да, напротив, да повеќе да го чествуваме тоа, бидејќи тука е коренот на македонската држава и коренот на македонската борба. И тие историски настани, тие историски настани ние мора да си ги почитуваме за да ги оставиме нашите деца да знаат дека македонската држава е формирана низ само жртвата на многу патриоти, војводи и борци за македонската кауза. Коренот на македонската држава не го гледате власно. Исто и јасно ме... Добро. Значи, ние го прифаќаме јасно како дел од настаните кои што довеле до независна и самостојна Република Македонија. Добро. Постојат разни идеи во јавноста. Што ќе се случи со името на партијата ВМРО ДПМН? Една од идеите е дека треба да се извади името ВМРО, затоа што не припаѓа ексклузивно на една партија, на вашата партија. Всушност, како велите, тоа е празник на државата, значи ни припаѓа на сите нас името ВМРО и всушност и вие не сте наследници на таа ВМРО за која говорите од 1903 година. Па ние сме доминантен наследник на таа историско ВМРО. Добро. Зошто сте доминантен наследник? Затоа што најголем дел од ВМРО-вците се обединети околу ВМРО ДПМН. Значи има и други политички партии со предзнак ВМРО. Да. Но и сите треба да го тргнат тоа ВМРО заради тоа што како велите тоа е празник за сите нас. Тоа име на сите. Ние имаме друг став. Ако некој смета дека ВМРО е и негов да кажеме национален символ, тогаш може да биде ВМРО СДСМ. Ние не му противиме на никој да го користи името ВМРО. Немаме ексклузивно право ние да го користиме името ВМРО, но тоа што ние партијата наша е почнала со ВМРО предзнак, тоа значи дека ние доминантно го почитуваме борбата на нашите предци за самостојна Македонија. Но немате право да се нарекувате ВМРО, не сте наследници, со тоа мора да се соочите и да го прифатите, се разбира, со сила никој не може да ви го одземе тоа име. Ние со сите средства што постојат законски, ние сигурно нема да се согласиме да се со сила веројатно тоа ништо не може да се случи, да се стори, но треба да размислите и за ваков тип на дебата и на размислување. Но вчера околу МКЦ ме интересира колку луѓе присуствуваа на таа конвенција. Што јас ја нарекувам конвенција, всушност беше празник на ВМРО. Па отприлика околу меѓу 800.000 луѓе, така, околу 1000 луѓе. Мисли ли тоа премалку луѓе? Еве таа ваша проценка до 1000 луѓе биле присутни. Не се ли премалку луѓе за да се руши врхушката на ВМРО ДПМН и се разбира лидерот? А ние почнавме 8. Да, почнавте со 8, дојдовте до 1000. Еве сега говориме за таа. Толку собираше салата. Салата беше преполна. Значи да земевме поголема сала и таа ќе наполневме. Зошто не земевте критична маса во ВМРО ДПМН се создава и е создадена. Да има милијадници поддржувачи на терен. Подпишани или само знаете дека подпишани и поддржувачи? Колку се подпишани? Анкети илјадници сега да не знаете точна бројка? Па знаеме точна бројка, илјадници има подпишано. Значи правени се полно анкети, 80% од членовите сакаат реформа во ВМРО ДПМН. Така да 80% од членовите на ВМРО ДПМН сакаат реформи. Од прилика колку имаше гласови на 300.000 гласови за ВМРО ДПМН на овие избори. И верувате дека сите тие би се свртеле против Груевски и груевизмот. Зошто тоа гласање беше за груевизмот за сегашното ВМРО ДПМН. Видете,
Гласачкото тело на ВМРО ДПМН е доста конзистентно и лојално на партијата. Во моментот председател на партијата е Никола Груевски. Сите тие што гласале за ВМРО ДПМН, тоа не значи дека се согласуваат со политиките на Никола. Гласале за Груевски, да се гласале разбереме. за ВМРО ДПМН. Но ВМРО е во моментов Груевски. Да се разбереме. Добро, така значи пак ќе кажам. Да. Не за реформи. Доколку биле за реформи, ќе немале да гласаат воопшто за не се согласувам со сегашното вас. ВМРО. Значи, ние затоа ние не извадивме листи, значи не излеговме со посебни листи пред избори со цел да не се направи штета на партијата во изборниот процес. И второ, ние не излеговме со став, никога не повикавме во ниеден правец. Значи оставивме секој член, секој симпатизер на ВМРО сам да си донесе одлука како си донеле одлука да го поддржат Груевски, не ви е јасно? 330.000 гласале за ВМРО ДПМН, а не за Никола Груевски. ВМРО ДПМН во моментов и низ изминативе години е Груевски и груевизам. Но сега ме интересира, која е идејата за падот на Груевски, вашата, на реформистите? Имате неколку опции. Нашата идеја и со цел да не се направи никаква штета на партијата, за да имаме еден обединувачки момент, бидејќи ВМРО ДПМН како политичка партија е потребна на Република Македонија, за да не преминеме од груевизам во некој нов изам, да кажеме. Ако нема силна опозициона партија која што ќе може да биде алтернатива и која што ќе дише во врат на власта. За да се случи ВМРО ДПМН да биде силна, кредибилна опозициона партија во Република Македонија, мора демократски да се случи промената на лидерот во партијата. Мора да се соочи со реалноста Груевски дека неговата политичка кариера во Република Македонија и во ВМРО ДПМН е завршена и дека не може понатаму да ја води партијата и не може да ја држи партијата заложник на погрешни политики. И сега тоа како ќе се изведе, тоа мора, тоа ете, вие велите мора. На кој начин ќе се изведе? Ние првенствено сакаме низ органите на партијата. Ние поднесовме декларација од Централен комитет, како што кажа Груевски, дека по изборите ќе направи анализа и ќе каже која ќе биде неговата одлука. Предпоставуваме дека ќе биде одлука да се повлече како председател на партијата и дека ќе дозволи да се организира демократски и слободен конгрес. Тоа предпоставувате судејќи според историјата, практиката досегашна и искуството кое покажува дека Груевски е демократ во основа, не ве разбирам како предпоставувате. Секој одговорен политичар и секој политичар кој што и мисли добро на партијата на ВМРО. Груевски е одговорен политичар? Ќе видиме дали после изборите. Не дали е сега вашиот став. Мојот став е дека во последните години ја застрани политиката во ВМРО ДПМН. Ја вчера и на мојот говор кажав дека причината зашто ВМРО ДПМН ги изгуби овие избори толку, да кажеме, драматично, затоа што во последните години ВМРО ДПМН ги напушти идеалите на ВМРО, а идеалите на ВМРО се борба за слобода и правда. Добро, демократија некаде влегува ли во таа борба? Слобода и правда значи демократија. Добро, и останати демократски вредности. Останати демократски вредности. Затоа што ВМРО ДПМН ги напушти тие идеали, затоа што се гушеше слободата во државата и во партијата се гушеше слободата. ВМРО ДПМН ги изгуби овие избори. Добро, и кој е планот? Така, кој е планот? Доколку не се согласи, тогаш ние ќе излеземе и ќе бараме да се смени законот за политички партии. Сметаме дека е созрено времето во Република Македонија, дека овој модел на закон не создава предуслови за демократски партии. Добро. Проблемот за тоа демократијата во Република Македонија е поради недемократските процеси во рамките на партиите. Добро, и што барате точно да се смени во тој закон? Ќе бараме, значи, во тој закон да се метнат одредби со кои што минимум демократски стандарди да има секоја политичка партија за да може да се развива демократијата, значи да не биде султан партија, да не биде султан партија, тоа е суштината. Лидерот да не биде све. Лидерот да не биде се, точно, да се овозможи демократија во рамките на партиите. Бидејќи ако ние ги демократизираме партиите, тие како партии кои ќе дојдат да кажем да бидат владеачки, ќе мора тој демократски капацитет ќе се пренесе во државата. Ако партиите не се недемократски, ако таму не се дозволува полемика, се рефлектира и врз нормално, затоа што истите луѓе ги преземаат државните функции. Добро.
Тоа, значи, суштината е, доколку не постои волја за заеднички да организираме слободен демократски конгрес, на кој што членството слободно ќе го избере новиот лидер, доколку се оди со намера да се организира приватен конгрес, тогаш нашата алтернатива е да бараме и сметаме дека се созрени услови за нов закон за политички партии, со кој што ќе се влие врз демократизацијата на општеството. Добро, таа процедура во парламентот колку време би траела? Па, сега не би можел да претпоставам, бидејќи... Но би била долга, тоа значи дека би го оставиле во живот Груевски. Па не верувам зошто долга. Ја мислам дека општествената свест е веќе созреана дека тој закон е нужно потребен. Значи не само за ВМРО ДПМН, тој е за сите политички партии во Република Македонија. И секој кој што има демократски капацитет ќе дозволи да се демократизираат партиите. И на тој начин сметате дека ќе се реформира и ВМРО ДПМН? Па нужно, со помош на тој закон. Да. Затоа што ќе не може да дозволиме ние статутарни одредби каде што еден човек ги назначува делегатите кои што понатаму го бираат председателот. Значи тоа е затворен круг каде што јас ги назначувам делегатите, тие понатаму мене ме бираат. Тоа е таков тип на демократија не постои во светот. И тоа овој закон моментален за политички партии, бидејќи не предвидува никакви одредби за статутите на политичките партии, го возможува секој да си напише статут како што сака. Значи, и со тоа на тој начин се гуши слободата и демократијата во рамките на партиите. Да, но зошто мислите дека членовите на ВМРО ДПМН би гласале слободно, слободоумно? Во јавноста имаше информации дека се подпишувани меници, дека всушност на тој начин биле купувани пратениците на ВМРО. Со тој предлог на закон за политички партии, еден дел ќе биде и прогласување за незаконски на сите вакви активности, каде што одредени кандидати се оценуваат со подпишување на меници, договори во функција на избори, во функција на нивно лојалност, да кажеме, во политичко действување. Исто и тоа сметаме дека е неуставно, бидејќи се ограничува правото на секоја индивидуа за она што е избран, да може да ги застапува своите интереси, бидејќи се држи во некаков вид на финансиско робство. Тоа е финансиско робство, бидејќи ако вие подпишете некоја меница дека ако действувате спротивно на нешто, дека во иднина ќе ви биде реализирана, тоа ќе ви влие на вашите политички ставови, на слободата на действување. И тоа е спротивно на уставот, да кажа. Да, добро. Околу финансиското робство. Ги знаете барањата на СЕО за замрзнување на имотот на ВМРО ДПМН. И доколку покажат сушност криминал овие истраги, на суд се разбира ако се докажат, тоа значи дека имотот на ВМРО ДПМН ќе биде одземен. Исто тоа ќе банкротира ВМРО. Ние мислим исто дека една од причините зашто ВМРО ДПМН изгуби популарноста и ќе членовите и ќе симпатизери на партијата е заради, ние го викаме Белиот дворец. Тоа е новата седиште на ВМРО ДПМН, кој што е застрани партијата од народна во елитистичка партија. И ние кажавме дека по реформите, без разлика што ќе се случи во тие судски постапки, ние таа зграда нема да ја прифатиме како седиште на ВМРО, бидејќи таа е символ на елитизам кој што не е својствен на ВМРО ДПМН. Ние ќе бидеме нужно, ќе бидеме во потрага по друго седиште кој што ќе го вратиме, значи она што ВМРО ДПМН беше народна партија, партија од народ и за народ. Да. Не може со такви бели згради, со мермери, со такви луксузи, ние да бидеме народна партија. Не мислам само на имотот. Добро, дете ќе го дадете на државата и таа ќе го изрегулира понатамошното собствеништво, но не мислам само на тој имот, мислам на целокупниот имот, тоа се банкарски сметки и така натаму, кои припаѓаат на ВМРО ДПМН. Таа е најбогатата партија во Европа. На тоа мислам, за тоа прашувам. Знаете што се случи со ХДЗ на Санадар? Се што ќе се утврди во судски постапки дека е незаконски, тоа ние мора да биде одземено. Па ние не може да влијаеме на тоа. Да. Некој, да, Па не може да влијаеме на тоа, значи тоа ќе си судот ако се донесе одлука во фер и праведна постапка дека тоа незаконски било стекнато, судот нормално ќе си донесе одлука. Ние јас како можам да коментирам нешто некоја судска одлука, во едно нешто не знаеме ни како ќе биде. Добро, но се согласувате доколку дојде до таков расплет. Се согласуваме политички дека нема да ви биде драго, се разбира. Не, значи значи нас не треба имотот. Партијата е луѓето и идејата. Значи не е партијата имотот. Ние
Имотот стекнат на криминален начин. Значи партијата не е имотот. Доколку тоа биде ги гледав неколку аналитичари, мислат дека ние се бориме за партија за имотот. Не, ништо не ни треба нас од се борите за... Ние се бориме само да вратиме ВМРО ДПМН на идеалите на ВМРО, да биде политичка партија која што ќе се бори за слобода и за правда, за политичка партија која што ќе ги промовира демократските вредности, која што ќе ја врати и партијата, ќе ги врати пријателите во Европа и во САД на ВМРО ДПМН и ќе биде конструктивен фактор во евроатлантската интеграција на Република Македонија. Ние за тоа се бориме. Значи, тоа е нашата борба. Нас не ни треба тој имот. Не ни треба ни една канцеларија. Се ќе почнеме од нула, со идеја, со луѓето и повторно ќе бидеме политичка кредибилна сила. Затоа што ВМРО низ историјата полно пати се регенерирала. Идејата е таа што ги води луѓето, што ги обединува и што ги мотивира да действуваат. А не имотот. Имотот е цементо и згради кои што немаат никаква човечка вредност. И банкарски сметки, за тоа сте свесни. Добро, вие се согласувате со постоењето на СЈО, ве прашувам. СЈО е со функционирањето на СЈО и понатамошната работа. СЈО е формирана со согласност на сите лидери во Република Македонија и меѓународната заедница. СЈО е и кадровски е прифатено од страна на ВМРО ДПМН и ние како сега да се согласуваме или не согласуваме, кога веќе со закон е основано, со закон се действува. Го поддржувате? Ние имаме друг предлог. Ние сакаме да се формира ново тело, дали тоа ќе се трансформира или некое ново тело, бидејќи ние навистина веруваме во борбата против корупцијата во Република Македонија. Сметаме дека еден од главните проблеми на Република Македонија е корупцијата во оваа наша држава, затоа што во многу пори во општеството е навлезена длабоко и дека со цел да се прати силна порака кон сите политичари или сите функционери, елити така натаму, дека оваа држава повеќе нема да толерира корупција, да се формира посебно и специјално јавно обвинителство за борба против корупцијата со силен капацитет. И таа да ги гони сите политички елити и сите во иднина да знаат дека има еден орган независен со полн капацитет кој што ќе ја гони корупцијата во најситните пори. Добро, а сегашното СЈО кое се однесува на прислушкуваните разговори, тоа има мандатот? Тоа го поддржувате? Тоа ќе си продолжи да се функционира. Го поддржувате? Нормално. Го охрабрувате да продолжи со работа? Значи, ние... Ве прашувам. Значи, еве ви кажувам, значи ние секој орган кој што е формиран со закон го поддржуваме. Добро. И тоа мора да се расчисти, да се види што е вистината, дали има во тоа вистина, нема вистина, ни судски поставки така натаму. Имаше една изјава која во јавноста, но тоа е претходно од Петар Богоевски, ваш член кој го отфрла постоењето на СЈО. Тоа е стара изјава. Нема таква изјава. Да, има и таа се цитира постојано во јавноста. Но ние од Петар Богоевски таква изјава немам. Баш обратно го имаш изјави каде што ја поддржува работата на СЈО. Такви изјави имаше. Јас такви изјави каде што се омаловажува работата или се негира функционирањето и постоењето не сум видел, јас искрено. Добро, прибегнувањето од ВМРО ДПМН од страна на пратениците, значи оние 10 пратенички групи кои сега постојат во моментот во собранието, сметате ли дека може тука да дојде до расипнување, до тие да се трансформираат можеби во независни или пак да одат во некоја друга партија? Па нашата цел е не да ја делиме партијата, пак ќе ви кажам. Значи нашата цел е низ демократски процес да се реформира партијата и понатаму да има една партијачка група. Затоа што функцијата на и во статутот е наведено дека ВМРО ДПМН треба да има една партијачка група. Тоа е нестатутарно поделбата на партијачките групи и е контрапродуктивно за имиджот и политиките на ВМРО ДПМН. Бидејќи функцијата на опозицијата е да биде коректив на власта, да понуди програма и да се понуди пред гласачите. Не е функцијата на опозицијата по секоја цена се да се блокира и да се деструктивно се работи во собранието. И партијата и партијачката група треба да биде во функција на граѓаните, а не во функција само на заштита на интересите на неколку личности. Затоа ние по реформите ќе има една партијачка група на ВМРО ДПМН која што ќе биде конструктивна, ќе дава предлози, конкретни забелешки, ќе предлага закони и се што ќе биде во интерес на Република Македонија. Добро. Како ќе ги мобилизирате гласачите
Претходно како ги мобилизиравте, да одиме претходниот круг во првиот круг? Гласачите на ВМРО ДПМН. Ние пак ќе кажам, значи ние и сите што не следат нашата работа, на неколку места ме праша како ќе. Јас не можам да влијам. Прво, гласањето е тајно. Второ, ние ако даваме порака вака да прават или така да прават, ќе бидеме исто како претходно тоа што го критикуваме. Но добро, можевте да ги повикате да не гласаат за ова ВМРО ДПМН, кој е предмет на криминални истраги, за тој лидер, кој е исто така под истрага. Ние нашиот став за лидерот го кажавме и го кажуваме и пред изборите и сега го кажуваме. Ние пред да почнеме во изборите воопшто не ни беа во фокус. Ние почнавме по, да кажеме, парламентарните избори и по преминувањето на опозицијата на ВМРО ДПМН во опозиција. Ние од тогаш ги започнавме активностите. Нас не пресретна изборите. Нас не ни се во фокус изборите. Нас не е во фокус ВМРО ДПМН. Да, и потребата за реформи во ВМРО ДПМН. Од тука локалните избори само се појавија во некоја меѓуфаза која што нити сме размислували, нити сме имале во вид кога ја почнавме нашата иницијатива. Така да ние ќе си продолжиме со она што нас ни е фокус. Да изнудиме, да кажеме, сега оставка на председателот на ВМРО ДПМН, да изнудиме со демократски средства, значи да не се спинува, да не се свати погрешно. Да изнудиме одржување на демократски и слободен конгрес на кој што ќе се избере нов лидер. Добро, тоа го кажавте, така. За и вториот круг, што значи тоа? Повторно ќе молчите? Па, ете кажав, значи нас не ни се во фокус локалните избори. Да. Велите не сакате ништо, кога велите да изнудиме, велите се оградувате од нешто насилно. Да, значи сте надвор од сите опции за некакво револуционерно движење, односно на поинаков начин да биде соборен Груевски. Например, се соберете пред палатата на ВМРО ДПМН и да го принудите со некаков митинг, протести да излезе. Ве уверувам дека нема потреба, толку се одмосовува иницијативата, ете ви кажав, значи почнавме 8, вториот прес беше 80, вчера имавме преку повеќе од 800.000 приврзаници, кои што на вчерашниот ден дојдоа на нашата прослава, толку собираше во салата. Значи иницијативата се одмасовува. Да, членовите на ВМРО ДПМН, значи разбираат и знаат дека иднината на ВМРО е реформата, дека без реформа партијата нема иднина. И секој кој што малку е сака ВМРО ДПМН. Секој кој што малку и мисли добро на ВМРО ДПМН, ќе се приклучи кон иницијативата, затоа што тоа е нужност. Ние имаме план и во уверувам дека сигурно реформите ќе поведат. Добро, тоа ќе Не ни требаат нас насилни сценарии. Не ни треба затоа што прво ќе се фрли лош имидж и натрепартиски и на нас. Боја да фрлите на зградата не е тоа насилно. Не, добро, значи некои такви методи пак кои што се во рамките на демократските се како отворена варијанта, но никако не. Кои се тие што се отворени? Па да се собере членство пред штабот, да се бараат некои демократски промени така натаму, тоа е возможно, но влегување насилно, предизвикување насилство не влегува никогаш во опција. Добро. Да, дали сте имале некојаш разговори со врхушката на ВМРО ДПМН во моментов, тие што се под истраги? Со Груевски дали сте имале? Не, ние никакви средби никогаш? Не, од кога е почната иницијативата, не сме имале никакви средби. Ние пак одиме низ органите на партијата, ние нашата декларација ја поднесовме до Централниот комитет, но таа не се става на дневен ред на разгледување. Не воопшто не ја ставиле на дневен ред на разгледување. Значи комплетно се игнорира иницијативата. Но тоа е нивни став, они мислат дека така може да продолжат. Нашиот став е дека ние продолжуваме со нашите активности и дека ќе изнудиме тоа што го бараме како реформа. Бевте во Брисел? Бевме, да. Да. Како течеа средбите, со кои луѓе се видовте, кој дел од тој бриселски естаблишмент? Па, нашиот фокус беше европските народни партии, да се сретнавме со европартеници, имавме некои средби во Европската комисија. Пред се, сакавме да ги запознаеме со иницијативата, дека е натрепартиска иницијатива. Не идовте ли на поддршка? Па секој кој што поддржува демократија ќе поддржи демократизација на ВМРО. Што велат дека му вртат на грб на Груевски?
лесно можеше да биде исфрлено ВМРО-ДПМН од ЕПП, од Европските народни партии. Тие се сознанијата што и ние ги добивме дека ВМРО-ДПМН во одреден момент било на работ до исклучување. Нашата цел беше пред се во функција на ВМРО-ДПМН за да им укажеме на нашите партнери и во Европа и во САД дека во ВМРО-ДПМН има сили кои што сакаат партијата да ја вратат на вистинскиот пат. Добро, и ќе побараат лиите од Груевски да излезат? Па тие не се мешат и нити сакаме ние се мешат. Значи нашата цел не беше ние да ги викнеме да ни помогаат. Нашата цел беше таму да им објасниме дека во ВМРО-ДПМН да го подобри. Па нема потреба, Значи ние немате потреба од меѓународна поддршка? Не, имаме потреба да ја подобриме позицијата на ВМРО-ДПМН во меѓународниот свет, да кажеме во Европа и во САД. Но партијата ја подготвуваме, да кажеме, по реформите да биде конструктивен фактор политички во Република Македонија. Во оваа наша внатрешпартиска битка воопшто не ни треба. Значи нас таму разговорите и во Брисел и во Вашингтон беа како ВМРО-ДПМН во иднина, како ВМРО-ДПМН се... А во Вашингтон? Како тече разговорите? Разговорите беа исти. Тоа беше да се укаже дека членството на ВМРО-ДПМН и иницијативата во рамките на ВМРО-ДПМН е со цел демократизација на партијата и да ја вратиме партијата на евроатлантскиот пат, да биде и конструктивен партнер во Република Македонија и со кои луѓе таму имавте среди? Каде? За Вашингтон. Вашингтон имавме средби со конгресмени, во Сенатот имаше една средба. И имате поддршка? Па нормално, да. Добро. Имаме поддршка. Зошто би било нормално? Затоа што секој демократскиот свет поддржува демократски иницијативи. Тие, како да ви кажам, не даваат они поддршка персонална, кадровска, не викаат вие да успеете. Добро, нема веќе прегласување, вие сте од Скопје? Па како што ви кажав, значи повторно јас ние се во фокус локалните избори и нема ние што да им налагаме на луѓето како да се однесуваат. Секој согласно секој наш. Прашањето е во првиот круг. Во првиот круг како гласавте? Се знае. Јас сум надпартиска иницијатива. Тоа треба доволно да ви кажува. Добро, не гласавте за ВМРО-ДПМН. Значи, јас сум надпартиска иницијатива во ВМРО-ДПМН. Гласав за ВМРО-ДПМН. Гласавте за ВМРО-ДПМН сепак, а? Па, надпартиска иницијатива. Дадовте глас за Груевски? Не дадов глас за Груевски. Значи, дадов глас за... Ако сте иницијатива за реформа на Груевски и груевизмот, заради тоа и логично предпоставив дека воопшто не сте гласале за ова ВМРО-ДПМН. За новата ера на Груевски. Пак ќе ви кажам. Значи, ние сме надпартиска иницијатива. Да, тоа значи дека не се откажувате лесно. Каква и да е партијата? Не. Значи, ние го критикувавме начинот на кој што Груевски ја води партијата. Ние укажавме дека заради тоа што е нарушен кредибилитетот и имиджот на претседателот на партијата, дека ВМРО-ДПМН ќе изгуби, дека ќе претрпи пораз на локалните избори. Но го заокруживте Коца Трајановски. Па, тој е мој сопартиец. Тој не не се откажувате од таа врхушка која е под истраги Скопје 2014. Како не се откажуваме, кога ние бараме промени во партијата. Да, но го заокружувате Коца Трајановски. И со тоа му давате поддршка на Груевски. И момента сега во вториот круг, онаму каде што се прегласува, каде што има втор круг, да кажете дека се откажувате од груевизмот, од новата ера на Груевски. Значи, јас кажав дека груевизмот на првиот круг е поразен. Но тој не е мртов, го оживувате со гласање и во првиот круг и во вториот круг. Ние не кажуваме на нашите симпатизери и членови како да се однесуваат на локалните избори. Зошто да не би им кажале? Затоа што секој има право своеволно да се одлучи дали тој. Тие ќе одлучат, но вие можете да кажете кој е вашиот став. Па ние нашиот став го кажавме дека цениме дека треба Груевски да си оди од претседател на партијата. Добро, јас благодарам што бевте гости. Благодарам на поканата.